Македонијо, здраво и Вашингтон, здраво Софија, здраво Атина. Можело и поинаку, а? Сакаме да соработуваме и да бидеме добри соседи, но времето на свиткани кичми помина. По средбата со бугарскиот колега на маргините на самитот на НАТО во Вашингтон, македонскиот премиер вели дека Македонија не сака да биде заложник на минатото. Да бидеме добри соседи, да се разбираме и да соработуваме. Тоа е она кое што го очекуваат граѓаните од нас и тоа е она на кое што јас како претседател на владата ќе бидам фокусиран во годините кои што следат. Помина времето на свиткани кичми. Помина времето на корумпирани политичари кои што доаѓаат од Македонија и политичари кои што се подготвени од името да ја заштитат својата корупција и криминал, да направат буквално се, да потпишат се, да го прифатат секое понижување кое што ќе им биде понудено на маса, само да го заштитат својот криминал. А сега, кратко подсетување, како дојдовме до тука. Не е дека не беше кажано. Си кажа основоположникот на политиките на свиткана кичма со време, што планира да прави. Уште во 2008 година лидерот на СДСМ Зоран Заев изјави дека Македонија мора да ја свитка кичмата за да го реши проблемот со името. Она на што можеме да се согласиме е одстапница во делот на меѓународната употреба на името во сите меѓународни институции. И мислам дека овде треба некој пат и да свиткаме кичма, како што знаат старите да кажат. Се обидовме во неколку наврати да играме на политики на патриотизмот како партија која што не ни приличи таа политика. И тука апсолутно загубивме. Честно е да признаеме, за да бараме шанса секако за војнина да не правиме вакви грешки. Од нас народот не очекува да изиграваме патриоти. Ние сме државотворната партија. Малку чудно државотворна партија да не се базирала на патриотизам. Ова е своевиден идиотизам или едноставно се работи за веќе добро препознатиот заевизам. Така да, обидувајќи се да ќариме поени кај граѓаните, играјќи на патриотски варијанти, ќе ги набројам неколку. Закон за бранители, Струга Кичево, многу варијанти, не ни приличат на нас социјалдемократите. Не, вас ви приличат политики со кои ќе обезбедувате мнозинство наврат на нос, ке греете фотели, ке лапате евро ваму, евро таму и ке продавате муда за бубрези дека тоа е најдоброто што го може Македонија и овој народ. И кога на тоа ќе ги навикнете и соседите, тие сега се бунат, каква им е ова нова ситуација. Претходно грчкиот премиер порача дека нема да отстапи од барањето македонските власти да го користат новото уставно име на државата Ерга Омнес. And this is something which is simply non-negotiable. It's very clear, it's in the Prespas agreement, and it's non-negotiable for Greece. So when I hear the new government of North Macedonia referring to the country as Republic of Macedonia, within the country, I have serious concerns. Вау! И што да правиме сега ние со твојата сериозна загриженост? Да ја врземе главата, нели? Важи. Пазете што уште вика, еве, например, портпаролот на овој фраер кој бил сериозно загрижен што скичмените како Заев веќе не му се домашни миленичиња. Веднаш реагираше официјална Атина. На прашање пак зошто двајцата премиери не разговараат, туку само се разминуваат, портпаролот на грчката влада одговори. Она што знаме дека не се одржа средба, не знам нешто повеќе да ви кажам. Владата и премиерот Мицотаки следат одговорна надворешна политика и без заобиколувања велиме дека европскиот пат на Северна Македонија поминува низ Грција и очигледно ако не го сменат начинот на кој ги третираат меѓународните договори, нема да одат напред. Видиш, имаат тие некои забелешки за начинот на третирање на меѓународните договори. Истата Грција, која загуби во Хаг, бидејќи не ја почитуваше времената спогодба, која беше меѓународен договор, а потоа не ја почитуваше ни пресудата од Хаг, која беше меѓународна пресуда. 7 години пред да го смени името и да се ја закова кованицата Северна Република Македонија, преку Хаг успеа да го бутне главниот аргумент на Грција околу спорот за името. Поради блокарата за влезот во НАТО во 2008 година, тогашната влада реши да тужи Грција пред Меѓународниот суд на правдата, а тужбата заедно ја подготвуваа меѓународни и домашни правни експерти. Во овој период кога Македонија поднесе тужбата, министер за надворешни работи беше Антонио Милошовски, кој сам учествуваше во подготовката на оваа тужба. Тој за Алфа вели дека Македонија успеала да победи пред Меѓународниот суд, бидејќи аргументите биле на наша страна. За разлика од меѓународното поле каде што Грција ги најчесто потребуваше аргументот на силата, во Меѓународниот суд на правдата најбитни се
најбитна е силата на аргументите. Силата на аргументите беше на наша страна и после 3 години во 2011 година Македонија заслужено, според мене, едногласно со еден одсутен, рускиот судија беше одсутен и еден против, придружениот член судија од Грција беше против, сите други 14 суди едногласно ја поддржаа и пресудија во корист на Македонија. Амбасадор на Македонија во Хаг во 2011 година беше човекот со чиј парав го променив името, Никола Димитров. 7 години пред да го потпише Преспанскиот договор, тој оваа присуда славеше како голема победа. Ова е голем ден за Македонија, побаравме правда и ја добивме. Ете, да се подсетиме малку на меѓународното право и почитувањето на обврските. Она што го пресуди судот, само ја смени тактиката на Грција, која го игнорираше меѓународното право, меѓународните договори, како што, например, и Бугарија ги игнорира пресудите на судот во Страсбург. И си чекаше додека на чело на Македонија, на чело на државата не застанаа некои лејки, кои со рачето на срце ке ве лажат дека ви мислат најдобро, додека ги полнат джебовите, а денес грлато ке врескаат дека со употреба на светото име Македонија се рушеле позициите на нивната северџанска дивоградба. Во хорот ке пеат заедно со грчките и бугарските негатори на Македонија, кои би да се забрани ова име, како што на времето забранувале и говорење на македонски јазик. Забранува во суштина дружењето меѓу дојденците и македонците, се забранува воопшто да се користи македонскиот јазик во било каков облик, во било каква средина, од домовите до пазарот до полето. Си доаѓам дома и од прозорот торбата ја фрлам со зборовите: мајко, земи ја торбата. А полицајот слушна дека јас на македонски кажав, дојде, зема податоци од мајка ми, поднесе пријава 500 драхми. Му вика на магарето уш. И тие му вика: шо му викаш на магарето? Како да му викам на магарето? Вика: не сме друг јас. Како ќе му речам 500 драхми го казне, зошто уш му вика на магарето? Негаторската политика кон се она што имало македонски предзнак била присутна во различните политички нивоа, но и во сите општествени сфери. Се повикува Георги И. Митри, жител на село Нерет, лично да се јави во судот на 15 мај 1939 година, понеделник во 9 часот пред пладне, за да му се суди како обвинет, затоа што на 19 февруари оваа година во селото Нерет бил фатен од органите на полицијата да зборува со други лица на јазик што останатите не го познаваат и да пее на истиот јазик. Следувале драконски казни кои што се граничеле со инквизиторски мерки, познати можеби само во периодот на инквизицијата во средновековието. Или 300 дракми, или пола кило рецинус. Пиење рицинус, парични казни, кубење на мустаките, плукање во уста, триење на јазикот со коприва или лута пиперка, физичко малтретирање или затворска казна на некој од островите во Егејското море, како Гаврос, Пилос или Акронавплија. Γριές στέλνονται στα αστυνομικά τμήματα. Οι κάτοικοι είχαν εξαναγκαστεί να βάψουν τα σπίτια σε γαλάζιο και σε άσπρο για να φαίνεται η ελληνική σημαία. Ελληνική демократија. Рицинус, коприва, корнење мустаки или казни, ако и на магарето му се обратиш на јазик кој грците не го разбираат, бидејќи според законот, веројатно, магаре само грчки може да разбере, кој знае. Тоа беше некогаш, а денес во новата македонска реалност се брои колку пати кој како и каде рекол Македонија. Средба со Мицотакис не се случи, но премиерот останува популарен во Грција, каде локалните медиуми бројат колку пати во неговите изјави го користел името Македонија. Ако нека бројат, бројки ќе сватат дека помина времето на вакви муфљузи. И прво, нашата држава се вика Република Северна Македонија. Не е Република са Македонија. И тоа е прво понижување кон државата и уставот на државата. Секако и Преспанскиот договор, кој што прерасна во закон со ратификацијата во Собранието, но кај нас тоа е протечено во устав. Да не го почитувате уставот на државата и името на својата земја, јас можам да разберам дека некој не се согласува со ваквиот процес или слично, но сите се согласуваме со демократијата. Нашата држава се вика Република Северна Македонија. Не е Република са Македонија. Видиш, некој кажал Република с Македонија наместо Северна и за Заев
Тоа било непочитување на државата, на уставот и морало ние да се согласиме накрај со демократијата. Демократија инаку доаѓа од зборовите демос и кратос и значи владење на народот. Владењето на народот пак се остварува во современите демократии и преку директно изразување на народната волја, на пример на референдум. Таков референдум имавме и за прашањето дали Македонија да биде Македонија или да биде по желба и мерак на Грција. И тој референдум пропадна. Тоа го призна и Заев, кој пред малку беседеше за демократијата. И еве го уште малку на оваа тема. И демократијата вели тоа е новиот устав, кој што е изгласан со двотретинско мнозинство заради идните перспективи на децата, на младите, на нашите интеграции во НАТО и во Европската Унија и односот кон уставот на државата, кон уставното име на државата, кажува за секој поединец каков е всушност. Граѓаните тоа го ценат, граѓаните знаат. Супер, важна му е демократијата. Граѓаните ке ценеле и ке знаеле да се изразат на избори. Па избори не може секогаш да манипулираш, мајсторе, како што го осакати референдумот. Референдумот вика одлуката се смета за донесена. Ако има мнозинство и ако има цензус. Не е донесена одлуката. И што правиме сега? Што да им кажеме на тие 600.000 што одлучиле да учествуваат? Не е донесена одлуката. И што правиме сега? Сега што правиме? Сега ќе ја погазиме демократијата, а на тие 600.000 што одлучиле да учествуваат, наместо да им кажеме дека се недоволно согласно законите и уставот, ќе им кажеме уживајте. Заев има мисија и ќе го дотера ова како што треба, нели? По балкански начин, со поддршка од партнерите кои не сакаат да пропуштат прилика да затворат едно прашање со виткање на кичмата на Македонија. Бидејќи на нејзино чело има идеален човек за такво нешто. Но ако тоа беше СДСМ пред 6 години, денешно во СДСМ во опозиција, некако не може исто така да се помири со тоа што сме се помалку северна, а се повеќе Македонија. Негодува и се прпелка поради меѓународните настапи на новиот премиер Мицкоски и владата на ВМРО. Од СДСМ утрово го прашаа Мицкоски дали на неговиот бугарски колега му ги представил барањата за промена на преговарачката рамка. Учеството на НАТО самитот го оценија како неуспешно. Мицкоски и ВМРО ДПМН требаше да го искористат самитот за зајакнување на македонските позиции во однос на Бугарија и Грција, но и други важни средби. Видиш, загрижени се што му зборувал Мицкоски на бугарскиот колега и критикуваат дека требало да се зајакнат македонските позиции кон Бугарија и Грција. Тоа што, например, се држи најцврстата можна одбрана на името Македонија и идентитетот за нив изгледа не е доволно цврсто. Добро, да се подсетиме како тие ги зајакнуваа позициите. Ние сме македонци. Тие што не нарекуваат северно-македонци, верувам дека тоа го прават од незнаење. Вака премиерот Заев ги коментира последните изјави од бугарските политичари Слави Трифонов и Бојко Борисов, во кои случајно или тенденциозно ги употребуваат термините северно-македонски и северно-македонец. Секако веднаш реагираме еве јавно, не е поред до секој претседател на политичка партија да испраќаме реакции, но ако е потребно и тоа ќе го правиме. Ние сме македонци, кои што зборуваат македонски јазик од Република Северна Македонија и верувам дека се работи за незнаење заради тоа што навистина се работи помеѓу две пријателски земји кои што никој пат немале проблем. Никогаш немале проблем Македонија и Бугарија, точно. Никогаш немале. Особено последниве 150 години пат никогаш немале проблем. И кога ќе те нарекуваат северно-македонци, односно директно ќе те дупат во тоа мозочето кое е потпрено на свитканата кичма, тоа изгледа вака. Трифонов и Борисов не пропуштија шанса да не наречат северно-македонци. Ще направим всичко възможно да изпратим мъж и жена, които да бъдат първите български астронавти в НАСА. Ще направим всичко възможно и към тях да се присъедини и един северно-македонски астронавт. Представи си, горе са в орбита българин и северно-македонец. Ама на ова не гледаше потреба Зоке да реагира. Вели, ако треба да праќаме реакции до партиски лидери, добро, ај ќе праќаме, ама не знаат комшииве како се викаме. Незнаење било во прашање. Каков милозлив говор на неговата свитка на кичма, но затоа на митинзи знаеше да одбруси и да каже кој е најголем патриот. И го гледам па дори и тој, СДС. Не ја спомнува заради тоа што не сме биле ние патриоти. Не, поголеми патриоти сме од сите нив пута 10. Затоа што Македонија не боли. И Македонија ни е се што има. Емотивно.
Македонија го болеше, а потоа го заболе нешто друго за Македонија. И за СДСМ. СДСМ ќе ја задржи кратенката, но ќе го менува името. Премиерот Зоран Заев вели дека во игра се неколку можни опции, а едно од нив е социјалдемократи од Северна Македонија, или скратено повторно СДСМ. За ова, Заев вели дека ќе се одлучува на некој од следните партиски конгреси, а целта ќе биде името на партијата да се усогласи со Преспанскиот договор и Уставот. Верувам дека во периодот пред нас ќе постапиме согласно Преспанскиот договор и во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Дури дадовме информација во делот на новото име СДСМ, Социјалдемократи од Северна Македонија, има идеи и други видови на идеи, значи ние отворено и транспарентно отворивме дебатата за Најдобрите идеи се оние на граѓаните кои неколку пати поред на избори на вашите идеи им дадоа не црвен, туку црн картон, бидејќи многу подобро звучи, изгледа и го буди националниот дух, моментот кога ќе покажеш борба, одлучност и став. Пред стартот Мицкоски во изјава за медиумите порача дека Македонија за време на НАТО состанокот ќе промовира мир, стабилност и владење на меѓународното право. Македонија како држава има намера да продолжи на тој начин да функционира и да ги промовира вредностите. Како македонска влада сакаме да бидеме рамо до рамо со нашите сојузници и да го потврдиме слободарскиот дух на македонскиот народ и на македонските граѓани. Македонија, македонските. Можело и вака, а? Не бомбардираа се уште. Не ни фрлија атомска, бидејќи рече Македонија премиерот. Не се уште затворени границите, но побрзајте ако планиравте одмор. Можеби не слушнале грците, ама сега ми ја гледаат емисијата и викаат: "Хе, сабајле ги затвораме границите." Да се посмееме малку, нели? За крај меѓународни вести кои не се за смеење ако сте американец. Најострите осуди за Русија како виновник за илјадници убиени цивили беа заокружени со говорот на американскиот председател Џо Бајден, за кој не стивнуваат реакциите во светот. Храбриот и решителен украински председател Зеленски стана храбриот и решителен Путин, откако американскиот председател на неговиот завршен говор ги помеша имињата на двајцата најголеми светски непријатели. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. Yes, you will. Заедно со вајс-президент Трамп. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, that I think she was not qualified to be President. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. Vice President Trump. Зеленски стана Путин, Камала Харис стана Трамп. Само Македонија не стана Северџанистан, како што замислува и планира поранешните принцови на европеизацијата. Барем кога е името во прашање, а кога е состојбата во земјата, освен многу работа, треба навистина да се помолиме за нејзината иднина. Пред да почнеме со официјалната програма, ќе замолам за едноминутен молк и дова и молитва за жртвите на геноцидот во Сребреница. Со лева рака и со сета почит и жал кон жртвите и во Сребреница и на секаде низ светот. Ама мислете малку со тоа главите каде се наоѓате и што правите. Одиме на разговорот во студио вечерва со маестралниот и единствен Бране Светозаревиќ, со кој ќе работиме тема која е актуелна и во моментов како што обично бива тоа со историјата. Американско-македонските односи дел први. Ќе биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Вечерва јас сум повторно гостин на нашиот домакин Бране Светозаревиќ. Човек кој што не знам, 15, 20 или 150. 18 па точно Бране води евиденција, е најдраго посакуван гостин во оваа емисија. Вечерва ќе разговараме на една многу интересна тема.
како ми каже Бран, едно 90 и кусур проценти нов материјал ќе презентираме вечерва и генерално ќе се занимаваме со... Што не е прочитан во емисииве, а се однесува на Соединетите Американски држави и македонците. Односите на помеѓу Соединетите Американски држави или односот на Соединетите Американски држави кон македонците како посебен народ. Па историјата не може да е поактуелна денес отколку токму тоа, на оваа тема, да. Да, така сакаа да се наместат работите. Сега ќе мислам луѓе каков стратешки план направиле за стратешкиот пријател. Но ние сме секогаш тука отворени, директни, јасни и прецизни. И актуелни. И актуелни, точно така. Јас, да ти кажам, кога ти гостуваш, тоа ми е едно од најголемите уживања што ги имам како водител, бидејќи осознавам нови работи, начинот на кој што ја градиш нарацијата, ми причинува големо задоволство, не само мене, верувам на целата јавност која што не слуша, така да мастер клас, професоре, повелете. Ти благодарам, и мене ми е огромно задоволство, како секогаш, сака и сега и во иднина. Се надевам дека ќе продолжи соработката наша и така. Како да ти кажам, што... не те давам. Тоа е, да. Еве, темата ја подготвив, но сакам претходно да ги подсетам гледачите дека многу документи и сведоштва од Соединетите Американски држави прочитавме до сега во изминатите емисии, како што доаѓа хронолошки. И на нив нема да се 90% нема да се обрнуваме повторно да подсетуваме, но само ќе подсетиме дека во тие емисии зборувавме, значи, за специфичниот однос на Соединетите Американски држави кон националното прашање. Таму никогаш, како една од најлибералните држави и политики кои се воделе во однос на тоа, немало никаков проблем, барем во однос на европските народи кои доаѓале како емигранти во Соединетите Американски држави, па така и односот кон македонците, кој започнува некаде од 1860-тите години. 1860. Да, тогаш првите групи на македонци доаѓаат во Соединетите Американски држави и благодарејќи на истражувањата на Виктор Синадиновски, кој има напишано 10 книги. Да, сме го зборувале. Го зборувавме, откриваме некои нови моменти кои за македонската наука до сега не бија познати, а тоа е навистина тие сознанија се не биле познати од објективни причини, порано многу потешко било да се истражува, особено па отаде барата. Синадиновски живее таму, нели? Тоа е точно, втора, трета генерација на македонци во... Втора генерација. И сега е, сакам да кажам, жетвата, сега е правиот момент да се пронаоѓаат. Да, сосема си во право, затоа што навистина вакви услови немале. И не е чудо што... И јас не сум имал. Не е точно, да. Не е чудо што ова е историја која што не ја знаеме, но од тука треба да тргнат нештата, нели, утреден сите овие нови сознанија да се вградат во нашата архивска граѓа, да ги има и по учебниците, во посебни трудови. Да, се надеваме и во наставата. И во наставата, да. Тука зборувавме, значи, и читавме текстови од Нью Йорк Таймс за солунските атентати, македонското илинденско востание, за македонската револуционерна организација, за лидерот на македонските востаници Делчев, во Вашингтон Таймс, кој 903 пишува дека половина од населението во Бугарија се македонци по род и по потекло. Morning Record за подготовките на македонците за востание со приказни на етничката карта, прикази на етничката карта на Македонија, апели на македонските комитети во САД. Сан Франциско Кол пишува за востанието на македонците кои се борат за слобода, како и бугарите и албанците. Evening Post во 1903 година пишува за македонската организација дека во Турската империја функционира, цитирам, македонска полиција, македонски судови, македонска милиција, македонски училишта, весници и македонска пошта. И го спомнавме тука и Виктор Синадиновски, негови некои истражувања така натаму. Така што се на се ете да се подсетиме и на човекот, нели, кој бил свештеник,
и има преку 300 своји настапи низ Америка за 30 години. Се сеќаваш многу беше интересно. Тоа е на Синадиновски откритие, така за свештеникот кој што шетал и проповедал низ цела Америка 40 години. Така беше во македонска. Да, во македонска носија, односно таа е градска солунска носија и пеел и проповедал на македонски. Како Тоа беше протестантски свештеник. Така, на 13... Сирак кој отишол на 13 години, меѓутоа со изградена национална свест која може да му завидиме, на која може да му завидиме. Апсолутно да. Добро, значи... Сега продолжуваме со документи кои до сега не сме ги прочитале, сведоштва, и ќе таму каде што ќе треба, ќе дозволиш, ќе давам контекст или некое објаснување, но сигурно, и ако имаш прашање, се разбира, да го разјасниме подобро од гледна точка и на гледачите, тоа подобро ти ќе го почувствуваш. Во суштина не интересира каков бил односот на американската држава, американската политика кон македонците, македонското прашање и така натаму. Дури, значи, овој материјал е многу голем, ќе видиме, можеби ќе продолжиме во следната емисија, каде што треба да завршиме со една многу сериозен проект, а тоа е многу сериозно залагање на Соединетите Американски држави на Париската мировна конференција во 1919 година за создавање на македонска држава, а тоа изворот на таа иницијатива потекнува повторно од македонците, но преку кабинетот на председателот на Соединетите Американски држави Вудро Вилсон, кој се согласил да ги застапува македонските интереси на оваа мировна конференција, што значи дека тоа историски е и прва таква застапување, а со тоа и се разбира признавање на македонците и интересно ќе се биде многу интересно на Америка како нели тогаш се уште светска сила во развој. Во развој, така е. Нели претендент тогаш се уште за тронот на доминантна сила во светот, и просто ми текна кога го спомна Вудро Вилсон, јас не сум сигурен во Скопје дека има улица Вудро Вилсон, знам има некоја школа во Брвеница беше или некоја или средно училиште, некоја градинка. Сепак има нешто. Мислам дека има и улица тука во Скопје. Добро, но тој човек заслужува посебно внимание. Но само да започнеме. Сосема интересно во денешен период, нели, улогата на Америка во светот, на Балканот, Македонија, па новите односи сега по промената на власта и така натака. Ајде да ја видиме историјата на тие односи. Јас ќе ти предложам да читаш, значи, од фајлот кој го си одам поред после воведниот. 903-та, нели, резолуција на Панамериканскиот конгрес. 1903 година резолуција на Панамериканскиот конгрес. И тука веднаш во фуснота е објаснето дека резолуцијата била донесена на Панамериканската конференција на бискупите, која се одржала во Вашингтон на 27 октомври 1903 година, неколку месеци по Илинденското востание. Истата била испратена до сите цркви во Америка и Европа за да се покрене хуманитарна акција во полза на македонците настрадани во време на Илинденското востание. Сега, еве резолуцијата. Се решава дека овој совет сака да го одбележи изразот на својот ужас и гнев за мноштвото зверства на кои беа и се подложени нашите пријатели, христијаните во Македонија. Ние на нив им ја даваме нашата длабока симпатија во жестоките макини с кои тие поминуваат и ние го молиме Господ и неговото милосрдие да им испрати и на нив спасение. Ние натаму ќе изразуваме надежта дека морално влијание на владата од оваа голема република ќе биде во можност да се застапи во полза на таквите реформи што ќе му дадат на македонскиот народ заштита и на правото против неправдата и угнетување и покрај овие страотни прогонувања кои ги преживува сега се упропастува од болести, студ и глад. Затоа ние му препорачуваме на сиот христијански народ за донесување на брзи и енергични мерки за собирање на помош за измачениот народ и поспецијално такви прилози кои што можат да ги ублажат неговите најчувствителни потреби. Како што може да забележиш, ова е на највисоко ниво на протестантската црква. Таму каде што, нели, и нашите протестанти македонци биле присутни. Но гледаја оној став чист кон македонците. Значи, никаква резерва немаат
околу тоа дека тоа е еден посебен македонски христијански народ. Значи, и токму затоа некои приморани веќе од маките кои ги имале во Македонија во однос на другите цркви, да пристапуваат и во оваа црква. Добро. Тоа е еден аспект, значи, од животот на Соединетите Американски, кој не може да се запостави. И многу е важен, особено во тој период. Разбирам. Продолжувам понатаму? Да, сега вестник читаме. Уште сме 903 World News. Македонците се бореа еден до друг со грците за време на долгата и тешка борба за независноста на Грција. Кога србите се побунија, македонците ги предоа планините да им дадат помош. Кога избувна бугарското востание, македонците побрзаа да се дигнат еден покрај друг, не добија ништо за себе освен омразата на турците. Ова намерно го потенцира дел од текстот, каде што навистина новинарот покажува едно познавање на состојбите. Значи, македонците помогнале на сите соседни народи во нивните востанија да успеат. Но кога дошло време да се помогне на македонскиот народ, внимавај од 903-та, повторно е во тој контекст. Наместо да му помогнат, солидарни да бидат, тие работаат на неуспехот на македонската револуционерна борба. Така. 903 година Ричмонд Планет, претпоставувам вестник. Да. Напис насловен Македонија, земја на немир. Вели, Македонија беше во состојба на ферментација овие неколку изминати години. Беше охрабрувана од Бугарија и Турција да се буни против досадната власт на султанот. Македонците исто така го имаа примерот на Крит за охрабрување. Но Македонија не е остров и македонците имаат судбината на двете, на ерменците и тесалијците. Да ги предупреди дека на копно турците не можат да им се спротистават со половина издупчени сили. Македонија, па каде е тоа? Сите знаеме повеќе или помалку за старата класична Македонија и нејзината нејасно оцртана територија, но модерна Македонија, нејзините граници, луѓе, влада и сега објаснувањето. Македонија, дел од Европска Турција, лежи меѓу Бугарија и Егејското море и се состои од вилаети, провинции на Солун, делови од вилаетите на Косово и Манастир, односно Битола. Тие се граничат со Источна Румелија, Бугарија, Србија и Црна Гора. Важна територија. Кавги околу религијата и училиштата се бројни помеѓу овие луѓе, но тоа не е поголемиот дел од проблемите на Македонија. Се верува дека само мал дел од нив е тоа. Бугарската црква се одвои од грчката во 1870 и од тоа време прашањето за религијата ги подели грците и бугарите. Додадете го на религиозната некомпатибилност, фанатизмот на муслиманите и секој добива понатамошна идеја за состојбата во немирна Македонија. Македонија со низините неверојатни шуми, диви планини и прекрасните предели е земја на голема живописност. Поголемиот дел на Македонија е плоден. Овоше и зеленчук богато ги наградуваат култиваторите со развојот на ресурсите на земјата. Бугарите се големи мешетари во неволите во Македонија, ако не и иницијатори на поголемиот дел од нив. Ова само за овие што ќе сакаат да тужат, ова го пишува Ричмонд Планет 903 Имено година. Така. Значи, многу убаво знаеле какви се состојбите. Нивните идеи, вели, методи и начини кои ги диригираат за ослободување на Македонија на светот му се чинат како чудни, ако така може да се каже. Ова е планот или уште еднаш, како што е разбран од лаик, со нивно одење во Македонија и убивање на групи турци да ги предизвикува турците да се одмаздуваат со гнасни масакри врз христијанските македонци. И потоа големите сили да интервенираат во име на осудените христијани. Се мисли на врховистите. Да. Малку е потешко за христијаните да бидат сигурни, но според расудувањето на бугарските револуционери, на крајот доаѓа добро. Па затоа турците се надразнуваат и веројатно им требало мало дразнење да ги нападнат христијанските македонци од време на време и сосема е сигурно дека имало доволно суровост и притисок за да се предизвика генерален бунт. Како и да е, големите се уште не интервенирале ревносно по стравотните злодела врз бугарите и бугарските револуционери се прашуваат зошто историјата не се повторува сама по себе. Ова за да објасниме на гледачите. Значи, востанието во Бугарија, некои го велат востание, а некои на запад историчари го сметат за провокација. Добро. Затоа што за влезе Русија да интервенира. Да, за да влезе Русија. Значи, за априлското бугарските востаници влегуваат во муслиманските села и колат таму. Во Илинденското востание македонските востаници се борат против Аскерот.
а не против невино муслиманско население. Тоа е витешкиот дел на ова илинденско востание. И плюс ги повикуваат муслиманите да им се придружат, нели, со тој прогласот, да се борат против тиранијата на султанот, а не против муслиманите. И затоа овде многу убаво новинарот прави разлика и затоа вели збунети се овие зошто не се повторува историјата, затоа што веќе и Русија не сакала веќе да гине за некого, затоа што Бугарија после тоа им го сврти грбот на русите. Тоа е контекстот на ова. Добро? Продолжувам во истиот текст. Добро. Значи таму стои. Рековме дека Грција исто така има ставено рака во овие соседски работи. Некој време Турција имаше големи проблеми со герила групите од Грција, исто како што беше случајот со бугарските напаѓачи. Грците ги помагаа македонците со оружје и засилени не толку често, и грчките слободоумци, како и македонските и албанските одметници, допринесоа за превирањата во земјата. Но по се изгледа дека грците повеќе действуваа заради љубомора, заради растечката моќ на бугарите во Македонија, отколку од помислата за војна со турците. Да, ова се андартите, нели, што влегуваат веќе со чети. Мокните од време на време апелираа. Портата се жалеше за давањето за солниште во Бугарија на македонските бегалци. Бугарија им се обрати на мокните, барајки воведување на реформи во турското владење со Македонија. Германија, Британија и Франција не така одамна им се приклучија на Австро-Унгарија и Русија во повикот за внимание на Портата за неопходноста од реформи и лукавите турци одговорија дека соодветни подобрувања ќе следат наскоро, но револтот продолжи. Македонците велат дека проектираните реформи се исти како и постоечките закони и никогаш нема да бидат засилени. И во таа смисла биле сосема во право. Да. Се покажало дека фактички тие реформи биле лажни. Нема некој кој не може да чувствува друго освен симпатија за борбената Македонија која живее под власта на пашата, од кој ниеден живот на маж ниту честна жена е безбеден 12 часа. И што ќе направи земјата ако е до неа, ако треба да се обезбеди слобода на која жестоко се повикуваат? Македонците не сакаат да бидат ниту австрици, ниту руси. Ова веќе е преамбициозно дури. Ние денес не сме грци, бугари и срби. Да. Додека бараат помош од Грција година по година, не успеа да и дадат помош на Грција кога и беше потребна. Се мисли на веројатно овде нешто сум сгрешил. Кога поддршката беше најголема, да се мисли на големите сили. Да. Кога поддршката беше од најголема важност и вредност. Тие бараат Бугарија да биде на нивна страна, но одбиваат да се здружат со Бугарија и со тоа да се зацврстат и двете, нејзините и нивните интереси. Да, за Русија и за Австро-Унгарија се работи, затоа што тие после на вистина се договарат да ги поделат териториите на влијание на Балкан. Австро-Унгарија фаќа албанскиот дел, да, албанскиот дел, а Русија Македонија надолу до Солун, да. Сан, Њујорк, 903 година. Да видиме што пишувале нашите стратешки пријатели пред едно чудо време, недолго после Илинденското востание. Специјален агент испратен од Македонскиот револуционерен комитет бара помош за оваа земја преку председателот Рузвелт. Тој е Константин Стефанов. И тој се мисли на Теодор Рузвелт, нели? Да. Не Франклин Делано. Да. Тој е Константин Стефанов. И тој беше избран за мисијата бидејќи е дипломец на Јейл. Бил член на генерацијата од 1899 година. Вау. Значи, и уште еден интересен податок. Понатаму за него ќе прочиташ. Браво. Минатата година тој патуваше низ Македонија, беше уапсен и затворен од турците и обезбеди ослободување откако се замеша англичаните. Извесно време беше член на една од организираните групи кои сега спроведуваат систематска герила кампања по наредба на комитетот. Револуционерниот комитет го представува духот на македонскиот народ. Негови следбеници се сопрузи, браќа и татковци на злоставувани жени. Господин Стефанов, кој е брат на госпоѓа Цилка, која со мисионерката Мис Стоун беше заробена, кој бил, од бунтовниците пред 2 години. Имаше интересна приказна за раскажување за неговото искуство во Македонија откако го напушти Јейл. Имињата на 12 мажи кои ја раководат нашата кампања се чуваат во тајност. Тие официјално се познати како внатрешен комитет. Ете, една многу интересна иницијатива на братот на Цилка, кој зборувал во името на македонскиот народ, на властите во Соединетите Американски држави. Сега не реагирале само поединци како него, туку да видиме, имаме и апел на македонците кои веќе биле во Соединетите Американски држави.
1904 година е тоа. И во овој апел на македонците од Америка стои: нема да престанат обидите за револуција или масакри на Балканот, се дотогаш кога европските влади не се во состојба да востануват вистински реформи со давање на македонците на саканата автономија. Македонците апелираат до сето христијанство и ги молат на сите митинзи каде и да се одржуваат, да повикуваат за европска интервенција во полза на македонците и да ургираат да се востанови една автономна зона, форма на управа под европски генерален управител, подпомогнат од европски офицери на жандармеријата. Фактички протекторат, викаме, аман заман. Така е. Значи, тука веќе се развива таа идеја дека треба Европа да желба, Европа нели? и тоа да биде некој веројатно веќе се алудира на Соединетите Американски држави кои најмалку се засегнати. Затоа што македонците веќе биле свесни дека зад Србија, Бугарија и Грција стојат силни И ние бараме поддржувачи. Америка за сојузник преку Европа. Фактички, имено. Она што денес се случува само на малку поразличен начин, бидејќи се картите се поинаку измешани. Но бидејќи од империите на европскиот континент не наидуваме на разбирачка, македонците во Америка и викаат на Америка: ставете рака. Вие бидете тука на Балканот преку нас. Така е. Преку Европа. Токму тоа. Што е сега и Европската унија политички проект на некој начин. Од кој што голем интерес има Америка, да се изразам вака најкоректно. Прогресивни, интересни идеи. Нели сето тоа во функција на автономијата. Имено, да се разбереме. Но ја согледуваат политичката состојба, гледаат дека сиве други како маршојади се насочени према Македонија и правилно размислуваат дека Америка би имала интерес оваа територија да си биде автономна. Под ова не мислам само на Вардарска. Ќе забележат гледачите кога ги читаме овие сведоштва, колку всушност во америчката јавност била запозната со македонскиот проблем. И колку во тоа време искрено се однесувала Америка кон македонците, но не само во Соединетите Американски држави, туку и во Македонија. И исто така ќе забележат колку македонците биле свесни за се што се случува. Значи, не биле тие некои, не знам, луѓе залутани кои не знаеле што прават. Напротив, има еден друг проблем. Проблемот наш е што ние не знаеме колку нашите предци знаеле. И тоа некакво подсвесно подценување ни прави проблеми после и во нашите ставови и денес. Разбирам. На следната страница е прикажана фотографија од една од пчеличаните каде што работеле илјадници македонци. Да погледнеме. National Enameling and Stamping Co. NESCO Granite City 907 година. Во Granite City се сеќаваш, таму имаше нели и она тепачка позната меѓу македонците и бугарите, да. Да, точно. 907. Челичаната во Granite City е од големите фабрики во Америка во кои работеле и преку 1000 македонци. Така е. Како се калеше челикот. Тоа е тоа. Добро, 907. Индустријска статистика на секретаријатот на Комонвелтот на Пенсилванија. Значи сега влегуваме во документите во Соединетите Американски држави, ги бараме македонците секаде. Значи тие се секаде присутни. И во весниците, но тие се и во сите статистики, и во индустријските статистики се многу интересни и не чекаат многу интересни коментари. Ајде, тука во годишниот извештај на секретаријатот на Комонвелтот Пенсилванија, индустријска статистика за 1907 година, стои дека во железарско-челичната струка има американци 34.898, германци, англичани, ирци, унгарци, литванци, македонци 17 на број. Да, така. Значи, фактички тука тие се многу прецизни и повторно секаде, како ги забележува, се разбира, тие самите се пријавувале како македонци. Да, не им ја читале свеста или мислите, туку се пријавувале, се соопштувале. Ќе видиме кога нештото се менува кон статистиката, следи тоа од 909 година. 907 исто така, Fort Wayne Newspaper, Америка. Денес леарницата бас е тешко осакатена поради недостаток на околу 100 македонци кои прославуваат македонски божик. Информацијата беше дадена од
надзорникот на различни оддели во работата. Многу интересно, нели? Да. Освен за газдата на леарницата. Така, значи за него лоша без. Овие македонци. Да, што правиме сега, да. А ево го, ево да, тоа е тоа, да. Shop badly crippled. Over 100 Macedonians at Best Works celebrating today. Па браво. Значи, овие пријавиле отсуство, но не верувале газдиве дека толку многу ќе... Да, и тоа влијаело врз целокупниот процес на работата. Но, бидејќи се sober, као... дека ќе продолжат со работа утреента, дека се озбилна компанија. Џорџ Деметриос, 1908 година, Америка. Со грчко потекло американец. Бидејќи не се ниту турци, ниту грци, ги нарековме бугарски, но нивниот јазик не е бугарски, туку македонски дијалект. Меѓу нив најдов драги луѓе, честни и гостопримливи. На едно момче му беше тешко да ја разбере причината за сета омраза и крвопролевање. Можев да зборувам турски и македонски дијалект, покрај мојот грчки јазик. И како љубопитно момче на празниците бев тука и таму, сакајки да знам повеќе за светот околу мене и луѓето што живееа во други села освен моето. Значи, многу има сведоштво од тој период дека грците сосема им било јасно дека живеат покрај нив македонци. Ниту бугари, ниту срби, ниту грци, туку дека се македонци и тоа во тој период немало кој да им го забрани да го напишат. Сега и ова е неколку години пред Втора Балканска војна. Грција е далеку од еги и се уште, мислам. Таа антимакедонска грчка еуфорија која владе, таа е навистина диригирана и со години се правеле такви антимакедонски наслојки. Така што... Види, Бране, тие зема територијата, најубавото земјиште, најплодното, се работи за страва, стратешкото, и после ги ја гради својата приказна во однос на тоа дека таа територија од секојаш била негова, ти немаш право на низ и така натака. Сосема си во право и да не се лажеме. Значи, најголемиот проблем на Бугарија и Грција е немањето граници меѓу Егејска, Пиринска и Вардарска. И затоа мислам дека Европа ќе ја видиме, што би рекол еден голем муртински филозоф и пиперкар во слободно време, мало сутра. 1910, освен... Да си работиме ние на нашето, да работиме на развојот наш, а се друго ќе си... Јас и ти вечерва на подобрување, на зацврстување, како да сме во таа челичана и ние вработени на односите со нашите стратешки. Да, такви се и реакциите на гледачите, верувај. Секаде каде што патувам, тоа ми го кажува, да. Најубави гледачи имам. 1910 година. Одделот за трговија и труд на Бирото за попис Соединените Американски држави. После 1910 година во САД се направени измени во Бирото за попис во кои се наложува на попишувачите да не попишуваат според етничкото име на доселениците, туку според државата или покрајината од која доаѓаат. Сега тука нешто се менува, одиме понатаму. Промените се направени на многу етноними. Во случајот на македонците, под број 137 стои препорака. Наместо како што дотогаш се пријавувале како македонци, тие луѓе да се запишуваат според земјата од која се доселиле во САД. Па се наведуваат примери: бугарин, турчин, грк, србин или романец. Односно секаде каде што македонците живееле домородно или како печалбари во тие држави. На илустрацијата од документот подолу етнонимот македонец се заменува со политонимот од државата од која доаѓа. Сличен случај со следниот пример под број 138, каде што етнонимот чех се заменува според политонимот на австро-унгарска покрајина каде што живееле чесите. На таков начин бројот на македонците во пописите драстично се смалил, но сепак никогаш не бил сосема прекинат. Еве ги, го оригиналниот документ. Вау, Бране, што е ова, бе, Бране? Ајде вака. Нека гледа и нашиот пријател, храбриот Иван Динев Иванов од Синсинати. Да, имено тој имаше обиди, нели? Да, со некои резултати од пописите. Со резултати од пописите да изманипулира, а всушност промената е само политиката на Америка да ги попишува според државите, потеклото на државите. Ево го официјален документ, Department of Commerce and Labor, Bureau of the Census, Вашингтон, 15 април 1910. Еве ја 137. Do not write Macedonian, but write Bulgarian, Turkish, Greek, Serbian or Romanian, as the case may be. Што значи тоа? Преведено како случајот може да биде. Да, како случајот може да биде, така. Како што и соодветно на... Не пишувајте чех, туку пишувајте
Bohemian, Moravian or Slovak. Mađar наместо Унгарец. Croatian instead of Hrvat. Значи, прават, еве, ова до 139, а е многу повеќе има. Значи, прават големи измени во однос на тоа како да ги означуваат емигрантите. Добро. И сега тоа некој го злоупотребува, ама еве го документот. Значи, нема бегање. Белја работа, да. Да, така што, затоа може би и не сака да се соочиме. Поканата му е отворена. Сега кога дојде во Македонија не се ни јави. Така. Иван, ама добро, тоа си негова работа. Одиме понатаму, да. 910 година, Ричмонд Паладиум, вестник, ова така, Америка. Да. Во вестникот вели станува збор за потреба од организирање на сеопфатна анкета за да се состави гласачки список во државата Индијана, со оглед на тоа дека во неја живеат голем број емигранти. Во некои места има унгарци, бугари, срби, македонци, турци и многу други националности. Вестникот ги разграничува македонците од бугарите и србите. Значи тоа беше поентата нова. Јас се извинувам за некои печатни грешки, ама знаеш колку брзо го составив ова, така што ти се запнав што побрзо да ја сработиме и работеше цела ноќ и ти благодарам на посветеноста и огромниот труд. 1914 година. Вестник Харисбург Телеграф, Соединетите Американски држави. Литургија во чест на Свети Кирил и Методи, заслужни за развојот на македонскиот и бугарскиот јазик во нивната денешна форма. Тие беа одржани вакви литургии во бугарски и македонски цркви вчера. Значи, кој 25 мајова. Многу убаво, јасно разграничување. Јасна дистинкција, да. Дури црквите, и меѓу јазикот. Дури црквите. Главни се знаеле кои цркви македонци ги граделе. Иако, нели, тогаш не е возобновена македонската православна црква во тој период. Во тој период толку било тоа силна потреба на македонците да го искажат своето национална, народностна, етничка припадност, што дури и на своите надгробни плочи после смртта сакале да оставаат траги дека се македонци. Тоа е навистина неверојатно. Има доста вакви македонци кои ги истражуваат и овие. Мислам дека ова од Ейза Брикс изгледа истражувано и еве една таква надгробна плоча. Ник Георгиов, Macedonian, македонец, роден 1889, умрел на август 11 1912 година. Никола Георгиов, село Плетвар, Прилепско. Тоа е многу интересен феномен кај македонците. Значи, тие секаде со векови го носат својот етноним со себе и го ставаат и на имиња, го ставаат на населби. Каква потреба имал овој да побара или неговото семејство, бидејќи е релативно млад? Не сакам да претерувам, меѓутоа мислам дека нема така силен случај кај соседните народи и кај другите народи. Кај македонецот името му е најважно, најсвето е. И затоа ќе треба да ги навикнеме и добро е праксата на председателот на владата и на председателката што го употребуваат своето национално име секаде каде што може. Македонија, македонци, македонски. Тоа е за поздравување, да. 1915 година група професори од Универзитетот во Оксфорд, Соединети Американски држави. Што викаат овие професори? Македонија сукцесивно била под грчка, бугарска и српска власт, но македонските словени под последното биле толку одсечени и од бугарите и од србите, што етнолошки и лингвистички не ги развиле карактеристиките на ниту една од овие две раси, кои првично припаѓале на истиот јужнословенски фонд, но останале примитивен, неутрален словенски тип. Ако србите беа први на терен наместо бугарите, македонските словени исто толку може да се направи србин, доволно веродостојно да се убеди најпознатиот експерт. Добро познатиот рецепт за правење на едно македонско-словенско село во бугарско е да се додадат или F на имињата на сите машки жители, а за да биде српско потребно е да се додаде слогот Иќ. Ов и Иќ се соодветно еквиваленти во бугарскиот и српскиот, како на нашето сон. Иванов на бугарски е Јовановиќ, на српски, а Демек Џонсон би било на
Значи ги Правата анализа, видовме ставовите прво на црквата, нели? Потоа поминавме на оние индустријски статистики, па потоа вестниците. Па вестници, и сега гледаме дека и науката прави јасна 915 година прави, овие се, внимавај, тоа за Америка вакво објаснување е веќе објаснување во детали. Овде не станува збор дали македонците постојат, туку како делувале освојувачите на овие простори. Да. Значи, тие веќе, ова е 915, а 912 ја делат Македонија. И тие, овие работи со декрети ги прават. Имаме ние и во Југославија наредба за ИЧ. Така што може да се каже дека овде ова баш е професорски и тоа брзо, после 3 години откако дошле тука, веќе американските професори од универзитетот прават навистина одлични анализи на ова. Наредно, Американско филозофско друштво, Филаделфија, Соединените Американски држави. Годината е 1916. Меѓу бугарите пак кои имале хунско потекло, нивниот усвоен словенски идиом помалку се разликувал од српскиот или рускиот од примитивната црковно-словенска форма на Македонија, која понекогаш погрешно е позната како старобугарски, туку едноставно стоел во многу блиска врска со словенскиот дијалект, може режија лаптоп, усвоен од несловенскиот дијалект, усвоен од несловенските бугари. Значи, ова е баш еден од најпознатите стручни списанија што излегуваат во Соединетите Американски држави на тоа е Сдружение на филозофите на Американско филозофско друштво. На Американското филозофско друштво. И тука уште од тогаш се разјаснува дека не може бугарите, односно македонците од Македонија не можеле да зборуваат бугарски јазик, туку обратно. Тие знаеле дека старобугарскиот јазик не е словенски јазик и дека бугарите всушност го прифатиле словенскиот јазик од Македонија. Испротивно, на нивно инсистирање да ги едначат словенството со бугаризмот, како да го наречеме. Имено. И дека бугарски јазик, бугарско писмо, бугарска култура. Дека ова е пред 110 години од колегите на Иван Динев. Ево го тој вестник, American Philosophical Society, Promoting Useful Knowledge, корисни знаења. Емигрантска комисија на Америка 1916 година. Ајде емигрантската комисија што вика, овдека убаво се гледа, Macedonian е подвлечено. Има тука и еве ги Bulgarian, кој друг овдека ќе најдам? Кај се браќа Србија, еве ги Serbian, на пример. Грци имам. Да, има црногорци, Монтенегријан. Монтенегрин, точно. Добро. Во абстрактите на Комисијата за емигранти на САД се водела прецизна евиденција за емигрантите кои се доселувале во САД. Секаде според народност фигурираат и македонците. Така и во овој извадок, примерок. Ова е од таа година, значи кој дошле и како дошле. 916, да. 3 години подосна, Newsletter во 919-та, важна година, нели? Стои, цивилното население на Солун е составено од шпански евреи, македонци, роми, грци, турци и дами, односно евреи со муслиманска вероисповед. Да. Според овој вестник, односно неговиот дописник од Солун, после шпанските евреи ги наведува македонците, бугарите никаде ги нема. Така што може би му се криеле, не му се појавувале новозина. Кога нашиот свештеник се представувал дека еден од најстарите 20 семејства македонци, македонски во Солун, бил сосема во право. Еве го и овој вестник и овој дописник тоа го докажува. 1919 година приказна од големата војна со Соединетите Американски држави. Таму стои: во изминатите долги години македонците се стремат кон независна Македонија, но интересите на големите сили тоа го направија
Невозможно. Тие сепак беа на работ да го постигнат овој идеал по првата Балканска војна. Кога се вмеша Австрија во Албанија, предизвика Србија и Грција да ја бранат ревизијата на договорот што предвидуваше слободна Македонија. Македонците протестираа против ова барање. Сосема чиста, како да ја наречам, значи ставот на во секој поглед, во целото америчко општество. Затоа не случајно ги бирав. Знаеле точно што се случува на Балканот со македонците. И од таму најверојатно и произлегува после и тој став на кабинетот и на председателот на Соединетите Американски држави да се застапи за македонците пред мировната конференција во Париз. Исаја Бауман, 1921 година, Соединетите Американски држави. Да видиме само кој е Исаја Бауман, фуснота 19, американски географ и председател на Џонс Хопкинс универзитетот. Да, тој не е случаен човек што ова студија него. Премиерот беше во истиот универзитет, имаше Да, имаше еден настан. Да. Интересно, да. Затоа е неверојатно македонското прашање да заживее освен преку можните суровости на грците и србите во однос кон македонците. Ова би сакал и пошироко да си го прочитам, ама тоа... Да. Добро, еве, продолжи долу. Даглас Велш, Америка, 920 година. Значи, да. Кога авторот Даглас Велш, како дел од српската војна експедиција, воден од српскиот мајстор доктор Пантовиќ, низ Македонија, го опишува македонецот и го нарекува србин. Во контактите со обичните луѓе во Македонија, македонецот го доживува различно. Тој е сликовит и миролюбив, кој работи напорно на своите ниви. А во голем број случаи зборува македонски, што србите го нарекуваат српски и бугарите бугарски. Не знаат турски и многу малку грчки. Ете го, тоа е горе напишано, го има извадокот. Да. И баш напишал macedonски, како што македонците си го кажуваат својот јазик, нарекуваат македонски. Тој вика македонски. И колку прецизно професорот ова го запишал во една реченица, кажал се. Точно така. Одиме понатаму, уште една негова забелешка. Подолу. Не подолу. Забулени турчинки и разголени македонци. Мухамеданци во фес, македонци во долги блузи. Грци во обична цивилна облека и евреи кои изгледаа неспособни да се разделат од нивните бунди на најжешко време. Сето тоа неселективно измешано во жарче, зачинето со француски, британски, руски, грчки, италијански и српски војници. Го опишува Солун за време на војната. Браво, еве го тој изведок. Да, коментар. Како го доживеал тоа? Кратко и јасно. Сега желбата твоја да се исполни пошироко со Исаја Бауман. Исаја Бауман. Добро. И во други книги пишувал, да видиме овде сега 21 година што... Книгата се вика Нов свет, проблемите во политичката географија, Исаја или Аизеја. Затоа што имало големи промени после Првата светска војна и тој прави една голема студија за тоа прашање. Директор на Американското географско друштво од Њујорк. Илустрирано со 215 мапи, 921 година. Ево го извадокот, најде. Во прилогот на ова географско списание од Њујорк за кралството Југославија, прикажани се и 550.000 жители на оваа држава како етнички македонски словени. Внимавај, без ниеден да фигурира во пописот, затоа што србите по автоматизам југословенските власти ги запишувале како срби. Но што се случи? Сега еден научник од Србија, доблесен, како што треба научникот да биде, го откри документот од пописот од 1931 година, во која на властите југословенски им е дадена реалната слика на пописот. И таму стои дека има околу 660.000 македонци. Иако во званичниот попис нема ниту еден. А за внатрешна употреба
За нив да си знаат. И веројатно до 660 American Geographical Society, која е голема организација, доаѓаат информации преку дипломатски канали. Ама ова е пред тоа. Да, ова е 10 години претходно. Значи, со претходниот попис. Се потврдуваат бројките. Меѓутоа, многу интересно. Значи, едноставно, апсолутно да. Се им е јасно. Еве стои тука, новата држава Југославија се состои од поранешното кралство на Србија, на кое се приклучија поранешното кралство на Црна Гора и областите на Босна, Херцеговина, Хрватска, Далмација, Славонија, дел од Западна Бугарија, дел од Банат, од Темишвар. Вкупниот број на население е околу 12 милиони, поделени по следен начин. 6 милиони срби, 2,5 милиони хрвати, милион словенци, македонски словени 550.000, унгарци 450.000, албанци 250.000, срби муслимани 625.000, романци, германци и други. Дел од книгата Новиот свет на Исаја Бауман објавена е етничката карта на идната југословенска држава, а врз основа на зацртаните граници на Балканот на Лондонската конференција, во кој јасно се обележени народите, меѓу кои македонците, кои се набројани и во легендата под картата. Ова ли е картата? На следната страница. Мислам дека ја разгледувавме, ама еве како нели поддршка на ова претходното. Еве Macedonians. Ете ги Macedonians и ги има каде живеат. Ама ево не знам оваа црта дали се гледа, пошто малци и надолу живеат Macedonians. Во право сум бране? Можно е, зашо јас не можев да видам добро, ама има една нијанса која продолжува. Нека еге. Па нека еге до Солун и ова до баш она територијата етничка. На Македонија. И сега секогаш има сознанија кои не се најточни, разбираш? Ама што е за нас овде битно? Што секаде фигурираат македонците. Точно. Кенет Ван Окен, автор, 921 година, ги опишува психолошките карактеристики и разлики во работниот менталитет на македонците и бугарите, како и на работниците на другите националности во Америка, како дел од посебна студија за индустријскиот развој на земјата. Предпоставувам прави јасна. Јасна. Сега гледај сега кои детали се ова. Значи сега македонци знаеме за нив нема никаква дилема. Туку сега како работници менталитетот нив во споредба со другите, овде ги издвоив само македонците и бугарите. И онака беа тука па да проследиме, да видиме. Епа, Кенет Ван Окен пишува: македонските работници, македонците се добри работници затоа што имаат миролюбиви намери и природно се склони да го почитуваат авторитетот на надзорникот. Тие се прилично тешки за предавање, особено им е тешко да станат вешти во употребата на лопата за тампонирање или дури и за ископување. Тоа е затоа што тие не се навикнати да користат лопати во нивната родна земја. Тие се совесни и лојални и генерално се подобри мажи за да се имаат на изолирани места отколку италијанците или бугарите или другите националности кои се подчинуваат на раководството на преведувач. Значи, внимавај овде што кажува. Македонците го слушаат наредбодавачот. А бугарите и италијаните се договараат со преведувачот и прават фактички прекршок веднаш. Македонските мажи се добри помошници на надзорници. Тие ги одржуваат мажите во добро расположение, а сепак добиваат добар работен ден од нив. Тие се добри трагачи и се доверливи како американските надзорници, колку што е нивното знаење. Значи, ги изедначува со американците во поглед на организација на работата. Да. Тука го има и текстот, но ајде да прочитаме и за бугарските работници. Да се види каква е разлика. Ајде, бугарските работници до некаде личат на италијанците по тоа што тие целосно се под контрола на преведувачот. Тие најверојатно ќе се здружат во група за да се спротистават на авторитетот на надзорникот. Не отворено, туку на таков начин што на надзорникот ќе му е тешко да го открие човекот или луѓето кои ја кочат работата. Сепак дури и со таква група, ако надзорникот продолжи да ги притиска и постојано ги притиска со идејата да извадат добар работен ден, односно да се ефективни нели во работата, тие постепено ќе се подобрат. Тие не се толку лојални и честни за ракување како другите видови странци. Лесни. Да. Извини. Лојални и лесни easy to handle, лесни за справување. Да. Како другите видови странци, не се толку темелни и обично се чини дека малку се грижат за обемот на завршената работа. Во мали групи тие може да се раководат многу полесно отколку во големите групи, бидејќи по малите групи немаат преведувачи. Бугарите во целина се непожелна класа на мажи за обука за трагачи. Тоа е повисок степен
на работа. Значи, е видлива разликата во менталитетот. Сега, ја видовме и во јазикот, ја видовме и во културата, овде и во менталитетот. Американците прават јасни... Кенет Ван Окен, Practical Track Maintenance, Чикаго, Илиној, 1921 година. Одиме понатаму. 23-та, пред 101 година. Весник Арно, Америка. Бугаризација на македонскиот народ на Стамболовата политика. Бугарските владици се разбира поставија бугарско свештенство и основаа бугарски училишта, а свештеникот и учителот со нивната работа цврсто да ја закотват македонската свест во бугарскиот национализам. Ако подосна беше многу тешко да се излечат македонците од нивната бугарска наклонетост, оваа тврдоглава предпочитаност во немалку може да се припише како успех на Стамболов во засадувањето во невината почва со организираната црковна и училишна пропаганда. Се мисли сега на македонците во Бугарија. Стамболов разбирам. Има влијание сега само на врз Пиринска Македонија. И продолжува, значи, според овој весник, да наметнуваат туѓа национална сврз врз македонците. Тука имаме слика. Многу убава слика и сега ова е неверојатно кога ја видов некаде на интернет, се воодушевив, мислам дека некој ја беше објавил и тимот не е Македонија, туку ова од Канада, ама морав тука да ја ставам малку како илустрација. Фудбалски клуб Македонец. Македонец. Еве и убав мотив за дресовите на македонската репрезентација. Да, се согласувам. Браво, стварно убава фотографија. Macedonian кај голманот, видиш? Да. Много убава. 1923 година, весник Meridian Record. Америка. Да. Same old game, истата стара игра. Водечките европски сили ги советуваа Грција и Бугарија дека не смее да има Балканска војна, но затоа само тие нации се одговорни за ситуацијата што се заканува да почне да тече крв во југоисточна Европа во секое време и покрај предупредувањата на големите сили. Глупавата сојузничка дипломатија е на дното на неволјата. Сојузничките дипломати дозволија поделба на Македонија меѓу Грција, Бугарија и Србија, сега Југославија. Бугарија се обиде да владее со својата македонска област која се наоѓа на грчката граница, но не може. Се што успеа да направи е да ги натера македонците, горди потомци на луѓето кои го освоија светот под Александар Велики, да ја мразат секоја влада. Овие под импресии на Александров биле. Па, нели, 23-та година, така беше? Да. Така, за да се спаси од многу маки. Бугарија во голема мера си ја остава Македонија на себе, а македонците, за да се заштитат, се здружија со комитаджиите во граѓански војни со кои во нивните родни обсези е тешко да се бори исто како индијанците од западниот дел на Соединетите Американски држави во минатиот век. Македонците се фалеле со сопственото владење кое е некако подобро од згрижувачки народ и сега размислуваат за апсолутна независност. Малку објаснување. Ајде, повеличи. До толку ги знаат работите во Америка, што јасно укажуваат на тоа дека највиновни се големите европски држави за тоа што се согласиле да се подели Македонија. Значи, директна вина на нив се фрла. Од друга страна, укажуваат на тоа дека во Бугарија воопшто не било мирно и дека не се согласиле ниту во Југославија, македонците правеле големи проблеми на бугарската држава. Се воделе и големи битки, се воделе и борби кои, да речеме, се уште доволно не ни се истражени, бидејќи не ни се ни достапни некои од тие документи, но весниците од странство укажуваат на тоа. Чисто да имаш предвид уште 30 на минути. Добро, во ред. Okay. Тоа ќе одиме сега, па ќе продолжиме. Добро. Продолжувам понатака. Така? Да. 1922 година, Вашингтон Хералд. Македонските востаници обесија 6 бугари. Значи сега веќе се оди конкретно проблеми на бугарската држава со македонците во нејзините граници. Во контекст на ова што претходно го објаснуваше.
Околу 3000 македонски илегалци го нападнаа бугарскиот град Неврокоп, кој се бранеше 2 дена со полицијата, селани и работници. Најпосле македонците победија. Тие обесија 6 граѓани и имаше други бројни жртви. Кога пристигнаа бугарските трупи, 20 куќи и училиштето беа запалени. Неврокоп денес се вика? Неврокоп денес се вика... вака, значи, Горна Џумаја беше Благоевград, Сандански е Неврокоп. Сандански, така? Да, Гоце Делчев беше... Ајде, да, не е важно. Неврокоп беше Сандански, точно. Одиме понатаму. Мислам така, да. Ево го, Macedonian Rebels, Hank 6 Bulgars. Ете го, таа вест. Да. Добро. Еве го. 1924. Сега види. Ова, да. Никола Генов. Побарање на неколку гледачи наши. Апсолутно да. Види, да го прочитаме само уште. Апсолутно да. Не сите луѓе, сите емисии ги следеле, се работи меѓутоа со прераскажување и така натаму. Се работи за еден човек кој што беше за прв пат промовиран на медиуми во ова шоу, човек за кој што македонската историографија многу малку знае и не знаме откритие на некој член на наша мала група. Да, мислам дека беше тоа Дунек македонски, ако не се лажам, ама тоа го имам запишано во книгата од каде го користам. И им благодариме многу на сите. Апсолутно на сите и само нека продолжат со својата работа. Бране е тука да пишува, анализира, толкува, поврзува и да станат работите јасни. Никола Генов, внимавајте, кој прв пат го слуша ова име, ќе го запамти. Се самоубива на американска почва, па имотот би припаднал на Македонија. Никола Генов се самоубил во американскиот конзулат во Бугарија, односно на територија која припаѓа на САД, за да не може Бугарија да го добие неговиот имот, па сите негови пари припаднале на македонската организација, односно македонската кауза, како што е наведено во неговиот тестамент. Еве го извадокот од Вестникот. Тие се од два различни вестници, да. Првиот наслов: Kill self on American soil so estate would go to Macedonia. Вториот е Suicide picks US soil to help native cause. Philadelphia Inquirer е второто, првото не знам од кој. Associated Press. Associated Press. Да. Избирајќи го американскиот конзулат за свое место за саможртва, Никола Генов, поранешен висок македонски функционер, денеска изврши, само да подсетам, 924 година ова. Пред 100 години, точно. Пред 100 години. И со ова ние обележуваме 100 години од смртта на Никола Генов. Денеска изврши самоубиство за неговиот имот да оди на македонската кауза. 17 април. Генов сакаше целото свое богатство да го предаде на македонската организација, но не можел тоа да го стори според бугарските закони, освен ако не умрел во туѓа земја. Имотот на лице што умира во Бугарија без законски наследници ќе биде конфискуван од државата. Затоа поранешниот службеник влегол во конзулатот и го прашал вице-конзулот Лирој Спенглер неколку прашања, чии одговори го потврдија неговото разбирање за законот. Потоа извикувајќи: "Ова е американска почва", тој извадил револвер, испукал истрел во мозокот и паднал мртов. 40.000 лева и 4.000 долари најдени се на неговото тело, заедно со тестаментот во кој тој сето тоа го остава за македонската кауза. Навистина. А тогаш, кога го читавме првпат, баш беше април месец. Да. И беше точно 100 години. Точно така. Сега го спомна Александров, овде Вестникот зборува за еден негов став. Дадли Хиткот, Вестник од Америка, 1925 година. Една година по убиството на Александров. Да, тоа е фактички после, многу брзо после тоа. Александров вели исто така изјавил дека доколку само неговите барања бидат исполнети, македонците ќе го положат оружјето и ќе го признаат Српското кралство, под услов, се разбира, да се реконструира како федерална држава, во која Македонија ќе влезе под еднакви права со другите членки на Југословенската федерација. Значи, да биде кралство на србите, хрватите, словенците и македонците. Но тоа го размислувал како преодна фаза до
независност на Македонија. Да, но Александров имал во многу наврати сме виделе негови политички застапувања, бидејќи во оваа фаза размислувал политички. Морам овде малку да објаснам некои работи. Јас, значи, последниве 10-20 години се донесува огромен број на документи од Русија, благодарејќи на професорката Жила Ленина и на Владо Поповски, кои успеа да и се уште работат, особено професорката Жила Ленина, која наскоро ќе објави нови документи, во кој јас заради овој напис само направив специјална консултација со неа, за да го дообјасниме се тоа. Зашто често пати се има во писма негови каде што вели ние бугари или бугарите или нешто така, во таа смисла. И сакав, и мене, бидејќи не сум се занимавал со тоа прашање, се консултирам со оние кои прочитале илјадници документи за тоа. Објаснувањето, а наскоро ќе излезат и тие нови документи, фактички имало 3 фази во животот на Тодор Александров. Првата е кога сметал дека Македонија треба да биде дел од националната голема слика на Бугарија. И таа траела до Првата светска војна. После Првата светска војна тој се уверува дека сепак е подобро да се направи независна држава Македонија и но националното чувство се уште лавирало кај него. За да дојде третата фаза, во која веќе расчистува со сето тоа, а тоа се случило после 9 јуни, чинам, 23 година, со доаѓањето на новата влада на Цанков, премиерот. И тогаш тој целосно се уверил. Тој цело време пати од фактот што видел дека бугарите никога честно не мислеле на македонците и ги гледале само како некаков предмет за своји интереси. И тој тука расчистува многу силно и гради една чиста национална македонска од таа година. И затоа тоа е неговиот греб, затоа што он целосно организацијата ја става во функција на македонските интереси, на македонскиот народ и од тој период веќе имаме документи каде што тој потпишува за тоа, но и дава и изјави. За Мајскиот договор зборуваш? Не, Мајскиот договор подосна, подосна. Ама ова е пред Зборуваме за најмладите, за еден друг Мајски договор. Да, значи 23 година од јуни месец тој го поддржал Цанков, цело време лобирал за него и Цанков веднаш откако дошол на власт му врти грб, го искористил само. Овој се навредува и доаѓа до голем судир, затоа што сватил дека ниту еден бугарин не сака тоа да го направи реално. И во расправијата меѓусебна Цанков го обвинува него дека му убил негов началник. Зошто го уби началникот на Александров му вика? Затоа што ми ја опсу македонската мајка. Значи, тој расчистува со тоа и во еден австријски весник, Райхспост, благодарејќи на Ацу и на Грозданка од Германија, беше преведен. Во него изјава дава за австријскиот вестник Тодор Александров дека македонската организација сега е Македонска национална армија. И таа служи само на македонскиот народ. И секој што мисли дека има каква поврзаност со Бугарија, тој многу се лаже. Значи се бориме за независна македонска држава и македонска национална армија. Прв пат употребен таков израз, јас барем колку што знам. Согласен, и затоа по наредба на Ванчо Михајлов е убиен, а дека е по наредба на Ванчо Михајлов имаме сведоштва и од луѓе што разговарале со Ванчо Михајлов. Во мојата емисија тоа во една прилика го кажа амбасадорот Мартин Треневски, се работи за Џон Битов. Џон Битов, така е. Џон Битов кој што имал разговори со Ванчо Михајлов. Ванчо Михајлов му признал дека тој го Ванчо Михајлов се става потполно во како да кажам, во служба на бугарскиот двор. И ја наредил екзекуцијата на Тодор Александров. Стариот Битов не сакал тоа да го каже пред камера, иако имал обиди од
поранешното раководство на ВМРО ДПМН го замолиле да за го имаме во архива интерна, така, не по телевизија го пуштаме. Да. Човекот рекол да не ги бркаме коските на умрените. Меѓутоа има живи сведоци на тоа што го слушнале, иако нема аудио-видео снимка, и тоа се дословно пренесените зборови, да кажам, во оваа емисија, да повторам, амбасадорот Мартин Треневски. Па мислам дека науката понатаму и тоа прашање ќе го сигурно дорасветли до крај сигурно. И преку документи. Одиме понатаму, Бране. Да, одиме понатаму. Хенри Берлейн, 1928 година, Америка. Македонците кои доаѓаат во Бугарија континуирано се нарекуваат македонци. Во Бугарија, дали се потомци на македонецот кој патувал кон исток во 1878 година или дали се сосема скорешни емигранти, самите се нарекуваат македонци. Ова е сведоштво на американски новинар во Бугарија. Во Fortnightly Review мај 1928 година. Во одбрана на македонскиот идентитет, in defense of Macedonian identity, Лигата на македонските американци, на македонците од Америка. Да. Ова е и цела книга би читала. Браво. Не имало по Америките, бе, Бране. Гај Хикок. Како? Америка, 1928 година. Познатиот американски новинар Хикок, откако констатира дека според народноста се различни од бугарите и србите, се мисли на македонците, дава осврт кон пропагандната дејност на бугарската, грчката и српската пропаганда и братоубиствената македонска борба како последица од таа борба до ден денес трае, Бране? Да. Така? За жал. Таму стои, еве, пред 96 години. На југ и запад од бугарите, македонците беа позиционирани. Не сосема бугари по народност, исто така не срби. За секој бугарин кој сега има намера да го воздигне својот народ, беше очигледно дека македонците се поблиску до бугарите отколку до србите. Кога би можеле да ги извлечат од грчката црква, тоа би било еден вид натурализација. Некои села пристапија доброволно, некои се колебаа, некои одбија. Оние кои отидоа кај бугарите, некои од нив одбија да се борат, формираа комитети за да пропагираат и да извршат притисок врз оние што не го направија тоа. Секако србите започнаа контракампања. Стана борба меѓу бугарите и србите со невините македонци како коска на расправија. Беше прилично груба работата околу кампањата за бугаризација, кога локалниот свештеник се спротивставувал, ноќни јавачи му ја запалија црквата. Подоцна неговите селани ќе маршираат кон другите милети и ќе возвратат со горење на нивните цркви. Ова е нешто што во времето на пропагандите. Пропагандите го прават и сега и треба максимално внимателни да бидат нашите македонци во Албанија што прават, иако таму поважен изгледа бил попишувачот отколку попишаните. Како викаше, на кого му се припишува тоа, на Сталин? Не е важно кој гласа, важно е кој број. Кој број, така. И на пописот, и на пописот не е важно кој како, важно е кој ќе запише. Имам одредени сознанија, мислам дека се работи за тоа. Ево ја на Хикок картата која покажува состојбата на границите во регионот каде Бугарија и Југославија се расправаат околу старата македонска граница. Да, значи тоа е наведено тука. Гледаш под сликата стара македонска граница. The map shows the layout of the Balkan countries and the region where Bulgaria and Yugoslavia are quarreling over the old Macedonian border. 931 година, Балканско стружение, баш така стои таму. Стружение. Да, тоа е Детройт, Мичиген, Америка, исто област каде што од долго време живеат македонци. Првиот конгрес на македонските независни групи стави одличен впечаток меѓу емиграцијата во Гери и во околните градови каде што има македонци. Исто така остави голем впечаток и врз целокупната емиграција во Америка и Канада. Во Гери емиграцијата масовно влегува, мислам Гери во Индијана. Масовно влегува во местната македонска прогресивна група Илинден, која само за 2 седмици двојно го зголеми своето членство од 57 на 90 мина. Сега забележуваш, преоѓаме и на политичкото организирање и организационото на македонците. Да. Разбирам. Одиме понатаму. 39-та година, Георги Тилов, овој Охригенс да не е, од Тилеви, Америка. Официјален документ во Америка, во кој се содржат личните податоци на Георги Тилов, кој што според документите се води како македонец од Југославија во време кога во таа држава македонците биле непризнат народ.
Сега, ово е Стружанец. Овој господин. Сега види Стружанец. Се сте охригени. Да. Поздрав до саканите Стружани. Повели бране. Ќе внимај внатре има, значи во седмиот ред Македонијан. Роден во Струга, Македонија. Не, над него Македонијан, нели? Македонец. Да. А види интересно, значи тој е роден, например, можеби во Отоманската империја, можеби е во Грција или така нешто. Разбирам. Меѓутоа тој секаде пишува дека е роден во Македонија на две места. Ако можеш тоа да го видиш. 39-та година е документот. Да. Тој имал 37 години тогаш. Значи тој е роден 902. 902, значи во Османлиската империја. Во Османлиска империја. Да. Но тој вели дека е од Струга, Македонија. Гледаш? Браво. Можеш тоа да го покажеш, го има на сликата. Да. Фала режија. Нека видат. Ете и тоа дека е македонец. Ево. Macedonian. Да. I was born in Струга, Macedonија. И мислам дека уште на едно место го има. Како Струга, нема друга. Ево овдека, за жена му, да. Кетрин Тилов, односно Катерина Тилева, да. Струга, Македонија. Еве, таа е родена на 15 февруари 1908 година. Видиш, си пишува за се можеш да замислиш колку тоа било силно кај нив таа припадност. А тој е роден... И покрај сите... Чекај, тој е роден 15 јуни 1897 година. Еве пишува. Да. 1897 година. 1897. Ете во Струга, Македонија. Да. Вау. Во екот на најжестоките пропаганди во Македонија. Ова е братот? Да. Ево. Да. Стружани, да си го видите. Секоја чест. Да, секоја чест. Можда ви е прадедо некому. Значи, и покрај овие измени што се прават, нели, за како да се попишува населението. Да не се пишува македонското. Овој па ептен дека е во Македонија роден. Бране, што значи еден ваков документ, како доаѓа до твои раце? Вака се, благодарејќи најмногу на ентузијасти од Америка, Канада, Австралија и така натаму, ние имаме допир до овие. Тие самите, значи, можат, значи сега овие архиви дигитално се достапни. Што значи тоа? Можеш, например, да добиеш одредени податоци од самиот архив и со некоја надокнада таму, за да можеш тој документ да го користиш понатаму како истражувач. И сега, истиот мотив што го имал овој Георги Тилов, македонецот од Струга, и после 3-5 генерации таму на наши македонци, тие се уште трагаат по своите корени сега во архивите во овие држави. Затоа што во Австралија, Канада и Америка немало никакви проблеми и да се изјаснат слободно. За разлика од Европа, каде што тоа било многу потешко. И сега, ако кај нас архивите не се дигитализирани, мака мачиме со објектот на државниот архив, со граѓа неистражена, со тоа што немаме ние наши луѓе да се пуштат по светските поодредени центри да истражуваат. Нема проекти, нема реални проекти. Нашите во последниве години директори шетаат по разни држави, прават договори за соработка, меѓутоа нема прибирање на ваква документација, она конкретно што треба да го имаме, како што некогаш архивот тоа го работеше интензивно. Сега е тоа да речеме, во социјалистичкиот период, архивот на Македонија, така се викаше, архивот на Македонија прибра десетици милиони документи во тоа време. Значи, ние уште не можеме да ги дочитаме документите кои ги имаме кај нас. Меѓутоа, светските архиви сега ни се пристапни. Тоа е предноста што можеме и цивили, така речено, ентузијасти да истражуваат. Како архивисти во иднина не очекува големи предизвици сега да одговориме на овие барања. Дигитализацијата мора да биде на прво место, а потоа и конкретни договори за соработка со вистински резултати. Не само, ајде, добро, ќе соработуваме.
сме се договориле, јас и ти ќе, ама што од тоа? Значи имаме емисии, така? Ако нема емисии, така е. Значи џабе, сме пивнале фино, сме каснале, се сме расположиле, но нема тука. Значи не значи тоа дека сите се такви. Се разбира. Но има и такви, многу нереализирани спогодби. 10 минути до крај. Многу интересно. Следниот документ Василка Петров, Америка, реагира 1939 година. Добро, повели? На Life магазин. Значи реагира многу интересно, некој напишал дека македонците се убици. Предпоставувам заради речиси реалната граѓанска војна која се води во деловите на Македонија под Југославија, Грција и Бугарија, затоа што таму знаеме дека упаѓаат редовно да речем чети на ВМРО од Тодор Александров и предпоставувам дека од таму е таквата слика добиена, нели, дека се убици, а всушност тие го држат македонското прашање отворено. И во суштина Life магазинот ги нарекол македонците born killers или родени убици. И да видиме што за тоа една македонка реагира. Ајде ќе озумнам, дајте режија лаптоп. Вика, ве молам, забележете го моето протестирање против дискриминаторското користење на фразата родени убици, која што се припишува на македонците. Слободно читај го долу преводот. Горд и интелигентен народ. Македонците храбро се борат против општествените, политичките и стопанските турски угнетувања во должина од 5 векови. После светската војна Македонија беше поделена помеѓу 3 балкански земји. Секоја обидувајќи се да ја надмине другата во наметнување несакани и непоштени ограничувања врз македонците. Овие наследници на Александар Велики негуваат слобода на изразување и постоење. И покрај некажаните колежи и мизерии од најнеопислив карактер, се уште се борат за да ја постигнат сопствената независност. Тип на слобода каква што ние срекните американци поседуваме. Тие можат и ќе ја развијат до целост на своите потенцијални способности. Од илјадници македонци во Соединетите држави го повикувам било кој да ми означи било кој што е прекршител на законот, кој не сака да сподели со другите колеги, кој му прави неволи на другите. Тие во стариот свет не убиваа за заработка како криминалците што прават, но во време на војна умираа со цел да ја постигнат независност. Гледај, се најжувам од една обична жена која не ја знаеме. Меѓутоа, нејзините ставови се како на некој врвен интелектуалец, на некој кој е одличен познавач на приликите. И таа обрнува внимание во посебно последниот пасус дека всушност македонецот е многу лојален, нели? Тоа го кажуваат и документите на индустријското истражување таму, на менталитетот работлив. Вика, не е точно дека се македонците убици. Македонците се работни, лојални луѓе. А тоа го прават само заради несносливата и неподносливата мака која имаат во татковината. И ова е за секоја почет. Апсолутно да. Затоа велам, ние не знаеме што нашите предци знаеле. Плюс антиквизатор е господјата. Како ние срам Александар да го спомнува. Значи, ете, и дури и новинарот американски го спомнува, а тоа не е случајно. Да. Секаде македонецот го носи тоа со себе. Значи, тоа му е некоја звезда водилка. Цело време, ние со векови веќе читавме, нели? Така е. Го има тоа. Така е. Сега, една најголема македонска организација во Соединетите Американски држави, начело со војводата Охридски од Дебарца Смиле Војданов, за кој имаме изјава и од 903 година каде што зборува за македонскиот народ. Да, не е прв пат да го сретнеме. Не е прв пат. И еве го сега овде е лидер на
на Американско-македонската лига, која има во членството 50.000 американски македонци. Дајте лаптоп. Еве го исечокот од весникот, еве го Смиле Војданов. Поранешен и линденски војвода од Охридско, нормално, дава изјава за американскиот весник како лидер на 50.000 македонци во Америка и председател на Американската македонска лига во таа држава. И во весникот меѓу останатото пишува: жител на Понтијак, така се вика тој градот, Понтијак Дејли е весникот, е лидер на 50.000 американски македонци. Пред 4 години беше основана лигата во куќата на господин Војданов во задниот дел на неговата продавница и ресторан на улицата Уест Хурон. Тој беше нејзин председател од самиот почеток. Денес има околу 50.000 членови македонци по потекло. Нивното главно оружје открито е весникот кој се издава тука и се печати на стар македонски јазик. Тој се дистрибуира регуларно низ земјата која е позната како Македонија, но која денес е дел од Бугарија, Југославија и Грција. Денеска Македонија ја има изгубено незината државност и жителите се класифицираат како грци, бугари или југословени. Не знам дали веќе имаме време. Имаме. Уште ова е многу интересно. Фредерик Ковач, книга е ова. Аха, добро, 1941 година. За Балканот добро. И за неговите народи. 41 година, значи пред самиот почеток на Втората светска војна. Одржувајќи се преку терор и корупција, диктаторскиот режим со години ја буди и храни омразата на националните малцинства, хрватите, муслиманските босанци, македонците и словенците. Еден стар раскажувач и пејач седеше покрај нас. Придружувајќи се на гуслето, овој бил црногорец, ни ги пееше народните песни на србите и албанците, на цинцарите и македонците и на уште половина дузина балкански народи и племиња. Ривалските култури и политичките тенденции се нафрлија на полуостровот и останаа. Латинските, германските, грчките, словенските и турските текови се сретнаа, се бореа и се измешаа. Платното на националностите на Балканот е исткаено од јужните словени, срби, хрвати, словенци, хелените и латинските народи, грци и романци, турко-монголските племиња, албанци и турци и многу други раси. Има бугари, словени со монголска крв во вените, тука се власите, латино-словенска мешавина, има роми и евреи, украинци и унгарци, германци, италијанци, ерменци и кавказски черкези. Има помаци и македонци и уште неколку. Интересно е што македонците не ги става во словените, во групата на словени, туку ги третира како нешто посебно. Точно така. А бугарите како монголски. Ево е оваа мапата негова е. Да, ова е од неговата книга. Фредерик Ковач во книгата Нескротениот Балкан прикажува и етничка карта на Македонија. Само една забелешка тука имам, Тасос го нема, а и Тасос е наш. Овде потонал, Да, овде потонал. Добро. Продолжи понатаму текстот. Добро. Дури и студентот по балкански прашања мора да признае дека Македонија е тврдорев. Тврдорев. Има огромна литература за Македонија, но тешко дека друга балканска тема е толку искривена од омразата кон спротивставените групи и партии. Сепак, ако сакаме да се справиме со критичка објективност, ќе најдеме зад небулозната и крвавата и понекогаш многу романтична фасада на Македонија. Истите основни проблеми како и насекаде на Балканот, социјални, национални и меѓународни. Македонија се наоѓа во срцето на Балканот, од каде потекнува низината географска и стратешка важност. Кој доминира во Вардарската долина, тој е господар на полуостровот. Тоа е земја без одредени граници, запуштена земја, поделена на три дела: бугарски, српски и грчки. Грубо разграничена, тоа е територија помеѓу Куманово на север, Солун на југ, Драма и Кавала на исток и Битола на запад. Жителите се мешавина на народи, повеќето словенски. Македонските идиоми не припаѓаат ниту на српскиот, ниту на бугарскиот јазик. Тие сочинуваат еден вид врска помеѓу овие две гранки на јужнословенското семејство јазици. Србите пак македонскиот јазик го нарекуваат јужносрпски. Грците тврдат дека македонците се само славофони, што значи грци што зборуваат словенски. Тоа видиш интересно тврдење ова. А бугарите ги сметаат македонците како чисти бугари. Едноставно ги прочитале. На самите македонци како? Ги прочитале бугарите, србите, грците, авторите на истражувачите. Да, целта. На самите македонци не им се допушта мислење, а ова е приказната за Македонија накратко. Дека не им се дават ни да мислат. Земја и народ, постојано под доминација на други народи и држави.
коска на расправија меѓу ривалските соседи, бојно поле за странски војни, често измамен бунтовник, чија борба за слобода и независност постојано се злоупотребува за доброто на другите. Грција, раширената рака на Балканскиот полуостров, што се протега до Егејското море, е една од најпланинските делови на планинскиот Балкан. Сепак 67% од населението е вработено во земјоделството, 23% во индустрија и транспорт. Од 6 милиони 900 илјади жители, повеќе од 1,5 милиони биле бегалци од Мала Азија, патем населени на Егеј, кои дошле во земјата по 923 година. Тоа се најголемите сега таму антички македонци, да, од Мала Азија. Речи си 90% од населението се грци, останатите се македонци, бугари и турци, со помалку ерменци, евреи и албанци. Јасна дистинкција. Ево и тука ги обележува во Грција каде се македонците, според него, нели? Да. Според него, да. На следната страница Југославија. Ајде на брзака уште. И уште ова остана. Југословенската, ова е од истата книга. Да, од истата. Југословенската популација од 15 милиони жители има повеќекратен национален и религиозен модел. Има 7 милиони срби, 3,5 милиони хрвати, 1.175.000 словенци, 600.000 македонци, 500.000 германци. Вау! Сега го има точниот број на тајните документи од Кралството Југославија. Маđарите да не ги брои овде, пошто нема маđари за разлика од претходниот. А исто толку албанци, останатите се бугари, романци, евреи, роми, италијанци, турци и некои други. Ете, и на картата ги обележува доле во легендата Macedonians. Да. Ете, значи исто и во Грција, нели продолжуваат надолу. Сега, нормално, овде, според него, нели, вака се распоредени, тоа не значи дека е најточно, меѓутоа, за нас, рековме, најважно ова. Денес, ни пописот во Македонија во 21 век, ни тој во Албанија, покажува реални бројки, а не па да очекуваш од некој ентузијаст. Бране, тука мораме да завршуваме. Мораме да завршиме. Мислам дека за идната емисија имаме многу интересна тема, а тоа е она што го најавивме. Соединетите Американски држави се застапуваат на највисоката мировна конференција за посебна македонска држава и да видиме се како тоа се одвива. Ќе анализираме и повеќе државни документи, некои тајни депеше, можда... Се. Весници амерички, тајни документи на југословенската армија, со детали кој што се работи, како работи, зошто работи и така натаму. Генерално оваа емисија ја посветивме на од повеќе аспекти присуството на Македонија, македонците во животот во Америка преку наши луѓе, организации, вестници, анализи. Во целокупниот секојдневен живот и какви се ставовите едногласни за македонците во Соединетите Американски држави, а сега во следната емисија ќе биде врвот, кога председателот на Америка и неговиот кабинет се застапуваат за она што го реализираат во пракса во својата држава, а тоа е слобода за македонците, нели? Ти благодарам, беше задоволство и едва чекам да дојде таа следна емисија. И јас искрено едва ја чекам. Те благодарам многу. Фала ви што останавте со нас до самиот крај, до следната средба. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Најголем поздрав до македонците и во Америка и на секаде низ светот, најмногу до македонците во Македонија. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.